Утре ќе се случи научна трибина по повод 100 години од големиот екзодус на власите од Битола, битолските села Струга, Струшко и Крушево. Историски момент за кој денеска од комуната на власите браќа Манаки во Битола рекоа дека е премолчан и скриен. Верувам дека ќе се најде она што не е запишано во историјата. Народот ќе го чуе каков екзодус арманите, односно власите, претрпеа во овој ветрометен Балкан. Според записите со кои располагаат од истакнатиот Христо Белимаче од Трново, Магарево, Гопеш, како и други места во Битолско, депортирани во Хисар, Бугарија, близу Пловдив, биле околу 32.000 армани. Се надеваме дека ќе најдеме материјални средства да ова што ќе биде публицирано таму да објавиме во една публикација која ќе биде, сакам да кажам и тоа дека ова трибина ќе се одржи на македонски јазик, бидејќи за жал пред се нашите армани огромен дел не го знаат својот јазик мајчин, а плюс тоа ќе гостуват и многу македонци, па сакаме да бидат запознани. Уште еден момент сведочел за овој така наречен екзодус од архивските записи на Јанаки Манаки. Кога на Милтон Манаки му беше поставено прашањето зошто камерата мируваше 16, 17, 18 и 19 година, тој точно не одговори, но кажа дека беше војната. Но камерата мируваше затоа што Јанаки не беше тука. Имено, точно на денешен ден, на 1 септември 16 година, на Јанаки Манаки му беше врачено решењето за интернација во Пловдив. На оваа трибина закажана за утре најавени се неколку излагања за депортацијата на арманите, власите од Битола, Битолско, Струшко и други краишта од страна на тогашните окупатори, бугарските сили за време на Првата светска војна, со објаснување дека токму овие влашки села се наоѓале на линија на фронтот.